Поречи се една година стигаат најави за нова средба во Њујорк на преговарачите на Грција и Македонија со посредникот Метју Нимиц. Амбасадорот Јолевски вели дека Македонија е подготвена да влезе во новата рунда разговори за да најде взаемно прифатливо решение. Република Македонија е спремна во било кое време, во било кој формат и во било кое место да се сретне со медијаторот Метју Нимиц и мојот колега Василакис, за да можеме да размениме мислења како да го решиме отвореното прашање со нашиот јужен сосед. Македонија е искрено подготвена да влезе во овие разговори со цел да се најде заемно прифатливо решение кое што ќе го заштити идентитетот и дигнитетот на македонскиот народ. Грчките медиуми пак вчера објавија дека ова ќе биде неформален состанок за да се испита ситуацијата, цитирајќи владини извори. Грчката страна инсистира дека решавањето на името е предуслов за членството во НАТО и Европската унија и останува на позицијата име со географска одредница за општа употреба. Фрлајќи поглед на односите Македонија-САД во годината што измина, Јолевски оцени дека биле успешни и најави нов импулс во 2011. Една од приоритетите во работата на амбасадата во текот на оваа година е зајакнување на соработката меѓу парламентот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија и Конгресот на Соединетите американски држави. Во тој аспект планираме посети на наши пратеници овдека во Вашингтон и се разбира да видиме дали може да донесеме некои сенатори и конгресмени во посета на Република Македонија. Неколку инвестициони фондови најавија влез во Македонија и главна цел во 2011 е да се зајакне извозот на македонските стоки на американскиот пазар, најавува амбасадорот. Јолевски информираше дека македонската делегација за традиционалниот молитвен појадок во Вашингтон во февруари ќе ја предводи претседателот Ѓорѓе Иванов, а настанот ќе биде искористен за лобирање во Конгресот.